Денеска како никогаш повеќе во историјата се зборува за пари. И луѓето сигурно прашуваат, а каде се парите? Интересно е како поминуваат овие последни 2 децении, барем во Англија, се повеќе луѓе стануваат сиромашни, а се помал број на луѓе стануваат многу богати. Интересно е дека после ковид кризата доста милиардери кои беа претходно во Британија сега се уште посилни милиардери. Од друга страна, темата за парите е универзална. Каде и да одите, без разлика на културата, без разлика на земјата во која се наоѓате, без разлика дали таа земја се смета за земја на прв свет, втор свет, трет свет, луѓето постојано говорат на оваа тема. Тогаш зошто говориме и ние на оваа тема? Не само затоа што сме дел од овој свет, секако тоа нас исто не тангира, но имаме уште побитни прашања. Прво прашање е што представуваат парите, што се тоа пари. Второ прашање е каде се парите или вредноста на некого или нештата. И конечно, улогата на 10 заповеди во вреднувањето на животот. Пајде да тргнеме поред. Што се тоа пари? Парите се универзално средство за размена. Во минатото постоеле различни средства за размена. За оно што имаме први записи е дека во Месопотамија сумерците користеле еден сад кој се нарекувал силас и во него можело да собере 1 литар простор. И во тој литар простор тие ставале јачмен. И тогаш одредувале плата на еден работник е 3 силаси. Плата на еден нагледник е 5 силаси и така натака. Меѓутоа, проблемот со јачменот е што јачменот може да се јаде, може да се користи, ама за да се складира треба голем простор, потребна е одредена температура и мора да се заштити од инсекти и од глодари. Затоа луѓето со текот на времето се обидувале да најдат нешто што лесно се складира и лесно може да се размени. Така во одредено време луѓето почнале да на Блискиот исток во античко време да тргуваат во шекели. Шекелот денеска е национална валута на државата Израел. Меѓутоа во своето оригинално значење шекелот е мерка за маса. И таа тежи некаде околу 8 грама, 8,33 грама. Интересно, шекелот се споменува во Светото писмо и тоа е мерка за маса. Ние би рекле за тежина, ама тежина е сила. Маса е нешто што се мери во килограми, грами и така натака. Ако читате книгата на пророкот Даниел, во 5 глава се вели мене текел. Тоа е рамејски. И во рамејски многу често она што е ш во еврејскиот, во рамејскиот станува т. И затоа вели мина, тоа е уште помала мерка од шекелот, мина, текел и царството ти е фарсин разделено. Значи, парите се универзално средство за размена, лесно се складираат и луѓето почнале да тргуваат во шекели. Меѓутоа и тоа било непрактично и во одреден миг почнуваат да коваат монети. Шекелот претходно мерел сребро. И среброто е можеби првиот благороден метал со кој луѓето почнувале да вршат размена. Подоцна доаѓа и златото. Бидејќи во тој период едноставно луѓето не знаеле што толку да чинат со среброто и златото во смисла само да биде накит и скапоцен метал. Бидејќи од среброто не може да се коваат мечови, не може да се прави оружје, слично и од златото. Туку се користело за изработка на накит, скапоцени предмети и секако на монети. Меѓутоа, за да не дојде до фалсификување, бидејќи се што светли секако не е злато, и за да не дојде до фалсификување, во еден миг лидискиот цар во 640 година пред нашата ера, пред Христа, тој почнува да кова монети со својот лик
и со својот печат. И на тој начин гарантира дека среброто кое таа монета го представува, ја гарантира неговата вистинска вредност, не само што изгледа како сребро, туку нема примеси на други помалку вредни метали. Од тогаш до денес, фалсификувањето пари се смета прекршување на суверенитет на една држава. Затоа што позади секоја новчаница, поради секој АПН, дали е направен од хартија, од пластика или од памук, стои подпис на гувернерот на Народната банка, кој гарантира дека тие 10 денари се навистина 10 денари. Што значи секој фалсификување е удар на суверенитетот на една држава. Парите се во суштина психолошка конструкција. Дали постојат и каква е вистинската вредност на парите? Самата материја на која се парите испечатени, може би не вреди толку колку парите покажуваат. Затоа тоа е психолошка конструкција и во светски рамки во 2011 година имало во оптек 60 трилиони долари. 1 трилион се 1000 милиарди. А само 6 трилиони долари биле во кеш. Останатото се бројки во компјутерски сервери. Во Англија моментално е криминал, значи следи кривична пријава, ако работникот се исплаќа во кеш. Значи мора да имате сметка во банка за да послодавецот или работодавачот ве плати. Денеска во Англија е дозволено да подигнете до 10.000 фунти. Ако подигнете 10.001 фунта, банката веднаш ја алармива полицијата, ви доаѓа дома и ве прашува: а зошто ти се тебе 10.000 фунти во кеш? Што ти тоа ќе купуваш? Затоа што идејата е дека на запад, дека само криминалци доаѓаат со куферчиња полни пари и купуваат куки, станови и се останато. Едноставно, на тој начин тие не го знаат потеклото на парите. Од другата страна, државата ги контролира своите граѓани и им го зема данокот. Најголем профит кој се прави на овој свет, најголем профит од било која приватна фирма е собирање данок. И затоа во западните земји морате две работи само: да умрете и да платите данок. За оваа првата дури не морате ако Христос дојде скоро, ама втората да платите данок, тоа се мора. Сега ако имате добри книговодители, нема да платите толку данок колку што можеби даночниот, односно УЈП кај нас, таму сика tax office, смета дека треба да платите. Големите фирми се должни во Англија да пријават колку имаат профит, меѓутоа тој профит е пред да платат данок. Никој не знае колку тие луѓе плаќаат данок. Што значи тоа е една голема игра на мачка и глушец. Меѓутоа тоа се парите. Парите се психолошка конструкција затоа што се базирани на вера или доверба. Вера или доверба. И парите се единствена работа, концепт, во кој верува секој човек без оглед на неговиот поглед на свет. Еви пример. За време на крсташките војни меѓу 11 и 14 век постојат три завојувани страни. Тоа се христијаните од Европа, франки, тоа се римјаните од Источното римско царство и третата страна се муслиманите од арапскиот, а подоцна и турскиот свет. Сега, христијаните кои го печатале монети, на него ги ставале обележјата на својата вера. Крст, ликот на Христос или Богородица заедно со Христос. Од друга страна, истите тие христијани печатале монети на кои пишувало: единствен Бог е Аллах и нема друг Бог, и Мухамед е неговиот пророк. Само имале поинаков облик. И се вели дека христијаните наплаќале данок и немале никаков проблем да наплаќаат во исламски пари, ниту муслиманите имале проблем да ги примаат монетите со христијански символи. Пара си е пара. И тоа е единствена работа во која веруваат денеска луѓето. Јас имам другар од Босна, за време на граѓанската војна во раните 90 години во Босна,
човекот беше студент, го регрутираат од Бања Лука, се прави студентска бригада и ја праќаат на Бихаќ. И тамо србите, човекот е србен, војуваат против муслиманите. Петиот корпус. И вели, за време на војната, постојано ние ќе дојдеме до Бихаќ и ќе ни кажат ајде назад. Па едно време ќе дојдеме до градот, ајде врати се назад. И вели во тоа одење во офанзива и повлекување ни гинеа огромен број луѓе. Ми вели ти не знаеш колку добри луѓе изгинаа. За да после војната јас сватам дека трговската размена меѓу српската и муслиманската страна изнесувала половина милион марки во она време. Си продавале нафта, цигари, оружје. И вели има уште една поинтересна работа. Во Босна војуваат србите против муслиманите и против хрватите, а во еден миг вели војуваат хрватите против муслиманите, а србите во тој дел не војуваат против муслиманите. И хрватите им велат дали можеме да купиме ракети од вас да ги бомбардираме муслиманите. Србите велат нема проблем. А хрватите прашуваат уште колку треба да доплатиме, па вие да ги спалите овие гранати. И сето тоа се плаќа во пари. Смртни непријатели. Ама парата не познава нација, не познава вера. Сите вери, сите нации, сите идеологии, десни, леви, центристички, веруваат во пари. И некој вели дека парите се универзална религија во светот во кој живееме денес. Интересна работа. Сега, колку некој или нешто вреди? Најпрвен постои понуда и побарувачка. Тоа е идејата на слободен пазар. Значи, колку вреди едно половно возило? Вреди онолку колку што купецот е спремен да плати. Толкава му е вредност. Од тоа некогаш зависи. Се вели дека кога е откриен патот на свилата од Европа до Кина, преку Индија, преку Азија, тогаш индијците не го ценеле многу златото како метал. И тогаш европските трговци купувале ефтино злато, го носеле на Медитеранот и тука со тоа злато купувале многу. Меѓутоа во еден миг толку многу злато носеле, што златото девалвирало во нивната вредност. А индијците, кои се многу интелигентни, сватиле дека овие на Медитеранот нешто работат со тоа злато, па почнале да ја качуваат цената на златото. Значи, понуда и побарувачка. Во времето на Соломон се вели дека сребро имало како што имало камења на улиците. Значи, Соломон бил толку богат што ја девалвирал цената на среброто. Потоа, вредноста зависи од политичка стабилност. Што се парите? Некогаш, во некои други времења, тие хартии денеска што ги имаме, тие пластики кои ги држиме во рацете, тоа било гарантирано со одредена количина злато позади тие пари. Меѓутоа, веќе со децении наназад, тоа не е случај. Туку таа пара е гарантирана со политичка стабилност. Кои пари денеска се во оптек најчесто? Долари, евра. Од и тоа се валути на стабилни, политички стабилни држави. Кога англичаните имале последна граѓанска војна? Ние имавме пред 22 години. И едва и можеме да ја дефинираме како граѓанска војна. Тоа бил воен конфликт, тоа била граѓанска војна. Јас бев тука баш во тоа време. И ние имавме пред 22 години, во комшилокот имавме во 90-ти години, пред тоа Втора светска војна 45-та година, значи секој 40, 30, 40, 50 години овде има војна. Англичаните последна граѓанска војна имале во 17 век, во времето на Кромвел. Американците последна граѓанска војна имале во 19 век. Англичаните, освен на одредени острва кои се наоѓаат во Ла-Манш, не стапнала германска или било каква освојувачка нога ниту во Првата, ниту во Втората светска војна. Американците, освен нападот на Перл Харбор, немаат ни еден напад на нивна територија. Што значи, мора економијата да зависи од политичката стабилност. Како нашиот денар ќе биде стабилен,
кога постојано живееме во сенка на непризнавање, политичка нестабилност, војни и така натака. Трета работа. Колку или некој или нешто вреди. Човечката алчност. Ако се секавате 2007-2008 година почна светска финансиска криза, почна од банката наречена Lehman Brothers во Америка и таа правеше нешто што ствари сите богати банки го прават, а тоа е продаваат кредити. Стамбени кредити ги продаваат по 2 или по 3 пати. И на крај откриваат дека на луѓето им продаваат бројки, а немаат никаква капитализација, нема ништо позади тие бројки. И сето тоа се молчи, додека некој не прозборел. И како домино ефект, одеднаш настана криза, почне да паѓаат цените на недвижнини и така натака. Човечка алчност. Да се земе што повеќе за што пократко време. Денеска се поголем е тој простор, таа разлика помеѓу богатите и сиромашните. Ги посматрам работите во Македонија. Се помал број на луѓе има огромни пари, а се поголем број на луѓе живее се поблиску до линијата, ако не и под линијата на сиромаштија. Вие можеби тоа тука не го чувствувате, оти сте вредни луѓе, произведувате сопствена храна, и ако ништо друго за храна ќе има. Меѓутоа, луѓето во градовите кои купуваат се, едноставно го чувствуваат ова многу повеќе. Човечка алчност. И луѓето се прашуваат зошто е така, па во голема мера богатите ја финансираат политичката елита, која и да е, и таа политичка елита одработува за нив. Пример од Британија. Пред 15 години се поведува една иницијатива, а тоа е да на луѓето им се скрати социјалната помош. И тие велат постојат луѓе ќе отиде на лекар и ќе каже ме боли грбот, не можам да работам. И тоа е нешто што тешко се детектира и едноставно луѓето ќе дојдат, ќе одглумат, не можат да работат и добиваат одредени пари од државата како социјална помош. Меѓутоа тие исти луѓе ги штедат тие пари и подоцна одат во Шпанија на годишен одмор, каде што во дискотеки почнуваат да играат многу комплицирани танцови, потоа скокаат во море, пливаат и сето тоа го снимаат за да го стават на Facebook и за да се фалат дома каде биле, нели? Нормално тоа го гледа власта и потоа ги апси и ги наплаќа своите пари. И почна кампања и вели овие луѓе нас не коштаат 1 милиарда фунти годишно. И нормално сите ние кои плаќаме данок, кои работиме честно, си викаме па што е ова работа. Се додека 3 цркви во Британија, баптистичка, методистичка и епископална, не финансира еден проект да се истражи колку најбогатите луѓе не плаќаат данок во Обединетото кралство. Луѓето направиле истрага и откриле дека најбогатите фирми се регистрирани на некои си острови некаде, каде што данокот наместо да биде 20 до 50%, колку што е во Британија, данокот е 2 или 3%. И восстановиле дека богатите не плаќаат данок секоја година во касата на Обединетото кралство од околу 130 милиарди фунти. Човечка алчност. За мене да има, за други да нема. Бродови, коли, 5 брака, 10 куки, 50 куки, 100 куки. Исто така, постои нешто што се нарекува купопродажба на вредности кои не се за продавање. Постои еден писател, се вика Майкл Сандел, тој е филозоф на економијата и етичар, и тој вели дека финансиската криза 2008 започнува затоа што се појавува еден менталитет кај луѓето, не само кај банкарите и кај богатите луѓе, туку и кај обичниот свет. А тоа е да се купуваат и продаваат работи и вредности кои не се за продавање. Например, Рокфелер, еден од познатите американски милиардери од германско потекло, пред неколку години прочитав дека умрел на 102 години. И си велам, човекот мора да живеел добар живот, мора да има добра генетика и да се биде во ред. Се додека не прочитав дека 5 пати имал трансплантација на срце. 5 пати.
Што значи човекот во текот на својот живот имал 6 срца. Едно со кое се родил и 5 кои си ги купил. Вие знаете дека човек кој чека на трансплантација на срце, и ако ја добие, треба себе си да се смета за екстремно благословен. Има и други работи, што е накупо-продажба. Една девојка од Романија пред 10 години на еден сајт за аукција, за надавање, реши да ја продаде својата невиност. И вела дека сајтот полудел. И на крај најголемиот надавач ја купил за скоро половина милион долари. Тоа се тие вредности кои не се на продавање. Скапоцени се, не може да се измери колку вредат. А луѓето ги продаваат. Така, во овој свет денеска се одредува нешто колку вреди. И така луѓето денеска се учат и се воспитуваат. А тоа е дека таму каде што се парите би требало да биде среќата, задоволството. Значи, ако имаш многу пари, треба да имаш добра кола, може да имаш најубавата девојка или најубавиот маж, ќе имаш најубавата работа, најубавата кола, најлесниот живот. Едноставно луѓето сметаат парите. Тоа е. И затоа луѓето прашуваат каде се парите. Меѓутоа се поставува прашање колку некој или нешто вреди. Кој е тој што ја одредува таа вредност? Вредноста ја одредува Бог. Највредното после Бога на овој свет е човекот. Секој човек. И секогаш го цитираме Јован 3:16. Едноставно човекот е вреден онолку колку што е платена цената на неговиот откуп или на неговото спасение, а тоа е животот на Исусе Христа. Сега, Божиот закон ги дефинира најголемите вредности. Христос во една прилика поучува и му приоѓа еден специјалист за еврејскиот закон и му вели: добар учителу, што треба да направам за да наследам вечен живот? А Исус му вели и му одговара со прашање: како читаш ти во законот? И тој вели: читам, љуби го Бога со сето свое битие и љуби го ближниот како самиот себе си. И Христос му вели: добро читаш, право читаш, чини го тоа и ќе бидеш жив. Интересно е дека тоа се цитати од 5 Мојсеева 6 глава 5 и 6 стих. Тоа е познатата Шема Израел, каде се вели: чуј, о Израелу, твојот Бог е единствен Бог и нема друг. Затоа љуби го со сето свое срце, со сето свое тело, со сите своји мисли, со се што имаш. А другата се наоѓа во трета книга Мојсеева, 19 глава 18 стих, каде се вели: љуби го ближниот свој како самиот себе. Интересно е дека овој млад книжевник го прашува Христа и му вели: добро, а кој е мојот ближен? И Исус ја раскажува на позната парабола за самарјанинот, каде се вели дека секој ближен нам ни е оној кој се наоѓа во неволја, оној кој е покрај нас, без оглед на националноста, без оглед на верата, без оглед на било што, тој е нашиот ближен. Љуби го Бога со сето свое срце и љуби го ближниот свој како самиот себе си. Сега, ајде да влеземе во анатомијата, така да кажем, на 10 заповеди. Ова се најпознат дел од петокнижието. Пред да тргнеме во 10 заповеди, ајде малку за петокнижието. Оно што ние го нарекуваме закон денес е превод од грчкиот збор номос. Најстариот превод на Стариот Завет е на грчки јазик, тој е Септуагинтата, доаѓа најверојатно од крајот на 3 век пред Христа, и секако Новиот Завет е напишан на грчки јазик, каде законот е номос. Меѓутоа, тоа не е баш најпрецизно преведување на оно што значи еврејскиот збор Тора или Тора. Тора не значи само закон, туку Тора исто така значи инструкција, упатство.
И законот за нас кои живееме во западната цивилизација, за нас законот се легални текстови или правни текстови. Правните текстови се секогаш на некој начин во императив, заповеден начин и ни велат што треба да се прави и што не треба да се прави. Значи, тоа е на еден начин наредба. Ова треба, ова може, ова не може. Меѓутоа, кога ќе отидете во прва книга Мојсеева, вие таму нема да најдете многу закони. Туку ќе најдете историски изјави за тоа кој го создал светот, како се луѓето создадени, во какви услови живееле, зошто доаѓа да се живее во оваква состојба, како народот дошол до тоа да биде уништен од потоп, кој го преживеал потопот и зошто, како доаѓа до тоа да Аврам е избран и неговата сопруга. И тоа е многу интересно како всушност настанува еврејскиот народ. Еврејскиот народ не е избран народ. Бог не бира народ. Бог бира брачен пар. Аврам и Сара. Нив ги бира и тој вели од вас правам народ. И Аврам и Сара не можеле да имаат деца. Сара била во менопауза, вели Библијата. Меѓутоа Бог сепак им дава дете и тоа дете го нарекува дете на ветувањето. И тој чин да Бог им даде деца е еднаков на чин на создавање. Затоа за израелскиот народ подобро е да се каже дека тие се создадена нација да бидат Божи народ. Сега, вистински легални правни текстови во Петокнижието наоѓаме во втора книга Мојсеева. И тука наидуваме на 10 заповеди. 10 заповеди се разликуваат од останатите закони во Петокнижието, по тоа што Бог јавно ги објавува и гласно од Синај, ги пишува со својот прст и ги пишува на камени плочи, кои се чуваат во ковчегот на заветот во светињата на светињите. Сите останати закони кои се дадени во Петокнижието на некој начин се објаснување и практична примена на 10 заповеди. Секој етички систем, па и 10 заповеди, се темелат на вредности. Секој етички морален систем во било која филозофија, било кој поглед на свет, се темели на вредности. Вредностите на кои се темела 10 заповеди се љуби го Бога и љуби го ближниот свој. Темелот е непроменлив. Вредностите се непроменливи. Од нив произлегуваат принципи, а тоа се формулирани вредности кои како принципи се изразени како 10 заповеди. И тие се непроменливи принципи. Оно што е интересно е дека од 10 заповеди 8 почнуваат со забрана. Не, чини ова, не чини она. Еврејскиот јазик нема времиња. Како македонскиот и сите останати европски јазици, повеќето семитски јазици немаат времиња, туку имаат завршени глаголи, свршени глаголи и несвршени глаголи. Перфект и имперфект. И обично минатото се изразува со перфект, а иднината се изразува со имперфект. Меѓутоа некогаш тоа не е баш така најасно. Сега евреите имаат две врсти на императив, односно две врсти на забрана. Имаат една граматичка конструкција за моментална забрана, значи нешто што не треба да се допира или прави само сега и тука, а во некоја друга ситуација може. И постои посебна граматичка конструкција која изразува перманентна, постојана забрана за сите времења. Кога се работи за 10 заповеди, граматичката конструкција е перманентна забрана, постојана за сите времења. Не уби, важело пред 20-30 векови, не уби, важи денес, има да важи за цела вечност. Значи, нема. Сега, што се правила? Примената на 10 заповеди се правила. Тие се променливи. Зашто? Затоа што се применуваат во различни околности, во различни култури и во различни времења. Вредноста вели љуби го ближниот свој како самиот себе си. Принципот во 8-та заповед вели
не кради. А во петокнижето вели, ако твојот вол го прободе волот на комшијата и го убие, мораш да му платиш толку и толку оштета. И сега како се примени тоа правило денес? Па немаме сите волови или бикови. Затоа тоа правило се менува. Правилото не уби, значи не го навредувај другиот, немој да го повредуваш другиот ниту физички, ниту ментално, ниту физички, никако не смеш да го повредиш. И Библијата вели, правилото е око за око, заб за заб. Меѓутоа Христос вели, правилото се менува. Нема веќе око за око, заб за заб. Туку простување. Што значи вредностите се непроменливи, принципите се непроменливи, ама како ги применуваме тие принципи, тоа е променливо. Првата заповед. Немој да имаш други богови освен мене. Вредноста е љуби го Бога, принципот е монотеизам, наспроти политеизам или хенотеизам. Политеизам е верување во повеќе богови во исто време, а хенотеизам е верување во повеќе богови каде еден е врховен, а другите се од секундарно значење. Која може да биде примената? Па не можете да служите на два господари, или ќе му служите на Бога, од една страна, или ќе му служите на Мамон. Мамон е арамејски збор за богатство, за пари. И првата заповед вели Бог е највисоката вредност. Втората заповед, не гради се себе си ликови резани, ниту им се поклонувај. Вредност, љуби го Бога, повеќе од било кој предмет. Принцип монотеизам наспроти политеизам или хенотеизам. Примена, избегнување на идолопоклонство, градење приоритети. Може би денеска не се поклонуваме пред идоли, пред слики, статуи и така натака, меѓутоа може имаме погрешни приоритети. Ако Бога не го ставиме на прво место и ставиме било кого или било што на прво место, ние кршиме втората заповед. Сега втората заповед има и награда. Што вели таму? До кога е проклетството, а до кога е благословот? Проклетството е до трето, четврто колено, а благословот е до 1000 колено. Кога ќе каже Библијата 1000, тоа значи неброено. Сега се поставува прашање како тоа трето до четврто. Шо е сега тоа? И многу луѓе денеска сте чуле дека ако страдаат тие во животот, си велат, мајка ми, татко ми, баба ми, дедо ми направиле некаков греф и јас сега плаќам цена за тоа. Тоа е небиблиски и комплетно неточно. Кога Библијата вели дека проклетството трае до трето и четврто колено, Библијата мисли на домакинство во кое живеат во исто време 3 до 4 генерации. Тоа за нас е чудно денеска. Оти денеска во современиот начин на живење ние живееме обично 2 генерации во еден дом. Живеат родители со деца. Понекогаш живеат родители, деца и баба и дедо. Меѓутоа во она време било вообичаено да се живее прабаба и прадедо, баба и дедо, родители и деца. И бидејќи системот е патриархален, што се случува кај мажите, главата на семејството, обично тоа го бои цело домакинство. И ако главниот во семејството тргне по идолопоклонство, обично целото семејство го следи. И затоа вели дека проклетството е до трето или четврто колено. Трета заповед. Не го земај напразно името Господово. Вредност, љуби го Бога, не се менува. Монотеизам наспроти политеизам или хенотеизам. Примена. Забрана на шеги во име на Бога. Пцости и долги непромислени молитви. Христос, пред да ја изговори молитвата Оче наш, и вели на учениците, а вие немој да се молите како незнабожците. Да употребувате многу повторување на зборови безпотребно. Тоа е на некој начин прекршување на третата заповест. Четвртата ќе работиме утре, одиме на петата. Почитувај ги таткото и мајката твоја. Вредност. Љуби го ближниот свој. Сега се менува вредноста. Меѓутоа вредноста е непроменлива. Принцип. Човекот е повреден од се освен
Бога. Примена, почит, љубов, грижа за родителите. Едно ограничување на оваа заповест. Бог е над родителите. Значи, родителите не се крајен авторитет. Крајен авторитет е Бог. Кога јас би слушал мајка ми повеќе од Бога, јас никогаш не би станал христијанин. Никогаш. Дали сум лош син? Мајка ми не би се сложила со нас. 6 заповест. Не убий. Вредност, љуби го ближниот свој. Принцип. Човекот е повреден од се освен Бога. Примена. Христос вели дека секоја увреда кон ближниот е како убиство. Исто така, примената на овој принцип значи контрола на гнев. 7 заповед, не врши прељуба. Вредност, љуби го ближниот свој. Принцип, несебичност, пожртвуваност. Примена, секое сексуално фантазирање за личности вон бракот е грев, вели Христос. 8 заповед, не кради. Вредност, љуби го ближниот свој. Принцип, честност, несебичност. Примена, намерна неефикасност во работата. Му крадете пари или на муштеријата, или му крадете пари на работодавачот. Пред 8 години ми пукна цевка во дворот во Англија и бидејќи е осигурано, се јавив на фирмата за осигурување и вели ке пратиме мајстори да ја поправат. Дојдоа двајца мајстори, феноменални луѓе, дојдоа ја поправија цевката за помалку од 3 сати. Таму не се копа целиот дров, најверојатно имате тука, има компресор, се става на црево, се копа дупка, се фаќа правец и под земја копа компресорот, за него е врзана цевката за вода, од таму има друга дупка, го дочекуваат самиот копач, го вадат и тоа се завршува така брзо. Меѓутоа, луѓето велат, почна да работат во 8 наутро, завршија негде околу 11 и велат идеме на пауза за ручек. Отида во комбето да јадат и таму останаа до 3 сати. Се вратија во 3, само ја поврзаа цевката, ја пробаа, ја пуштија и се беше готово. И мене не ми беше јасно зашто се работи. Го прашам еден мој другар кој се бави со такви работи и вели, слушај, нивното комбе има едно апаратче кој е поврзано со сателит и газдата го прати каде оди комбето. И вели, тие се паркирали во комбето, си ја завршиле работата за 3 сати, ама наплатиле 7 или 8. Тоа е кражба. Препишување на испити. Кражба. Тоа постојано велиме на нашите студенти. Препишување на испити, тоа е кражба. Академски плагијати. Тоа е популарно во Србија. Има 20 министри, едниот е се уште министр, кои плагираа, излажаа докторски дисертации. Значи, не дипломски, не семинарски работи, докторски дисертации. И немаат ни срам, ни перде. Ректорката, која се обиде да им ги поништи дисертациите, нормално беше смената. Урсула фон Лајден, незиниот докторат е плагијат. Не заслужува да се нарекува доктор Урсула фон Лајден. Академските плагијати се кражба затоа што прикажуваат знаење кое не е нивно, туку го украле и го прикажуваат како нивно. Примање мито, тоа е кражба. Тоа во Македонија чинаме добар ден. Ја и да не се правиме наивни, барем еднаш во живот сме фатиле врски. За било што. И тие врски, ако не сме ги платиле во евра, марки, денари, динари, не знам што, сме ги платиле во контрауслуга. Океј? Меѓутоа, тоа денеска во Македонија е епидемија. И затоа живееме во една многу срекна земја, под наводници. И народот наместо да биде посреќен, што зима мито, што ете се богати, ние сме се понесрекни и понесрекни. Тоа е кражба. Алчност, сребролюбие. Апостол Павле вели дека сребролюбието било корен на сите зла.
Значи, сакањето на парите, повеќе од Бога и ближниот, е корен на секое зло. Затоа не кради, тие два збора, иако се кратки, значат многу во нашиот живот. 9-та заповест. Не сведочи лажно против ближниот свој. Љуби го ближниот свој е вредност која е непроменлива. Принцип, правичност, честност. Намерно криење на вистината е лага. Озборување, кршење на 9-та заповест. Ширење лажни вести, ширење паника, сето тоа е кршење на 9-та заповед. Имам другар во Белград, се бави со бизнес, увезува и продава така наречени паметни игрички. И тој ми вели во Србија постоело нешто што се нарекува српски сведок. Значи, тоа е човек, добар адвокат, може да го истренира, да ви посведочи што сакате, дека видел НЛО, дека не знам, го видел Наполеон повторно или било што сакате може да ви посведочи. И такви сведоци ги има насекаде. И оние мангупи, криминалци што се убиваат по улици, што имаат по 100 кривични пријави, а се уште шетаат слободни, такви се подпираат на така наречени српски или лажни сведоци. Тоа се кршење на 9-та заповест. 9-та заповест најлесно се крши од останатите 8, кои веќе ги наброивме, од и луѓе да се викат, добро, сме излажале, нема никого да повредиме, нели? Меѓутоа, 9-та заповест е во основа на скоро сите претходни 8. Од сите претходни 8, па и 10-та и 9-та се базираат на доверба. А таму каде има лага, доверба нема. 10-та заповед. Оваа заповед не се гледа кога се крши. Може да се забележи по изразот на лицето, потрошење пари на добри коли, на големи куки, на китење, во последно време на пластични операции. Не посакувај туѓо, ама баш ништо. Ни сопружникот, ни имотот, ни парите, ни кариерата, ни колата, ни децата на ближниот свој. Принцип, љуби го ближниот свој. Вредност, љуби го ближниот свој. Принцип, незавидливост. Примена, не се споредувај со другите. Споредувањето со другите луѓе може да предизвика болест. Може да предизвика завист, а тоа е како болест. Ги суши коските, го слабее духот. Човекот никогаш не е среќен. Еден проповедник има кажано, во метафорична смисла, ако не ти се допаѓа твојата жена и викаш дека тревникот на комшијата бил позелен, тоа всушност Светиот Дух ти вели дека треба повеќе да си го наводнуваш својот тревник. Значи да вложиш повеќе во својот брак. Радувај се на туѓиот успех како да е твој. Може би сум ви кажувал, имав другар во средно училиште и бевме така 2-3 година средно. Неговиот очув беше инспектор во државна безбедност. Тоа е крај на 80-ти години. И тогаш Косово беше огромен проблем за бивша СФРЈ и секоја полиција даваше дежурства на Косово. И тој имаше некои дежурства на Косово, тоа е една тешка работа, страшна работа. Човекот почна многу да пие, а инаку по природа беше така малку насилен. Јас секој еднаш се затекнав дека него дома, татко му очува се врати од работа, пијан се разбира, и така не построи 5-6 души, тој седи, и ние 5-6 души построени како полициска станица, и да чуем како се викаш, какви оценки имаш во училиште, имаш ли девојка, пушиш, пиеш и све не испраша. И на крај ни вели, слушајте, вели, што е вистинско пријателство? In vino veritas. Иако не треба човек да пие вино за да знае вистината. И човекот вели вака, вистинско пријателство не е да плачеш со другиот, туку вистинско пријателство е да се радуваш на туѓиот успех како на свој. Оти вели, кога плачеш за оној другиот, сигурно се сеќаваш на некои твои случки во минатото. Меѓутоа да се радуваш на успехот на другиот како на својот, вели, тоа е голема работа. Тоа го прави Јован Крстителот. Кога го прашуваат дали си ти Месија или не, или кога му велат
Христос и апостолите крштеваат повеќе од тебе. А Јован вели, тој треба да расте, а јас да се смалам. Тоа се 10 заповеди. Како што вели апостол Павле во 7 глава од посланието до Римјаните, заповеста е добра, праведна и света. Сега, што правиме со овие заповеди? Во христијанството многу се дискутирало за улогата на законот. Овде скоро секоја вечер на повишен тон се дискутира на таа тема, на овој или на оној начин. Затоа, која е улогата на законот? Број 1. Законот дефинира што е тоа грев. Павле вели дека без закон не знаеме што е тоа грев. Без да познаеме што е тоа грев, нам не ни треба покаяние и спасение. Прва Јованова вели дека секој грев е беззаконие. Што значи улогата на законот е да дефинира што е грев. 10 заповеди онака како се дефинирани се всушност црвени линии. Што тоа значи? 8 од 10 заповеди почнуваат со не нешто, а во 4-та заповед повторно има не работи на 7-миот ден. Зошто не? Постојат најверојатно две причини зошто почнуваат вака негативно. Првата причина е затоа што овие 10 заповеди му се формулирани на народ кој излегува од робство. Тој се уште има робски менталитет. Робски менталитет имаме ние балканските народи. И немојте да ми кажете дека немаме робски менталитет. Се уште ни треба господар. Ние, македонците, србите, си сакаме господар. Што мисле за политичар на телевизија, да ги построи сите како Вучич, како Груевски и да не набројувам, тоа е тоа. Таков ни треба. Црвенковски, било кој, сите се истоа. Песна. И сакаме така, некој да удри од маса. Тоа е робски менталитет. Постојано ни треба господар. А Бог кој ги дал 10 заповеди, Бог ги дал 10 заповеди на веќе слободни луѓе. И тој вели во преамбулата на 10 заповеди: јас сум Господ Бог твој кој сум те извел од земјата мисирска. Што значи сега си ти слободен, спасен и затоа немај други богови освен мене и сите останати 9 заповеди. Тие се за слободни луѓе. Меѓутоа, тие се уште имаат робски менталитет, израелците. Се уште имаат. Оти кога и да наишле на одредена препрека, тие велеле: да бевме во Египет. Си јадевме таква храна, оваква храна, што месо имаше таму, лонци со месо сме јаделе. Или ке дојде, немаат вода и му велат на Мојсија: па што не доведе во оваа пустина да умреме? Зарем во Египет немаше гробови? Тоа е тој робски менталитет. Едноставно не уме да најде надеж и да се потпре на Бога и да ги надмине своите грешки. Затоа 10 заповеди во таа негација, него чини тоа, се сушност црвени линии под кои Бог не оди. Тоа е таа минималистичка побожност. И ако буквално се држиме за 10 заповеди, онакви какви се, тоа е минималистичка побожност која Бог не ја бара од нас. Значи, Божјата етика, морал, има црвени линии, под кои Бог не оди. Ама Божјата етика нема граница. Тоа е интересно. Нема горна граница. Љуби го Бога, љуби го ближниот. Има ли граница? Нема. Кажете ми една личност или неколку личности кои ги сакате. Обично се тоа брачни другари или деца. Има ли граница колку вие своите деца ги сакате? Значи, нормално дека како родители сте строги, имате одредени принципи, поставувате одредени ограничувања, децата сакаат ограничувања и така и треба. Меѓутоа, вие своите деца ги сакате неограничено, значи нема граница. Нема граница. Дали бисте го дали својот живот за своите деца? Би. Јас исто како и вие, една секунда не би се мислел ако е меѓу мојот живот и животот на мојата ќерка. Сега, тука, воопшто не ме интересира иднина, не ме интересира кариера, ништо не ме интересира. Од тие сакам. Што значи, Божјата етика нема горни граници, ама има долни граници. Бог ни вели, не се задржува на долните граници. Оди што повеќе.
Затоа 10 заповести ни велат ова е минимум. Тоа е минимум. Ама ние како христијани не треба да се задоволуваме со минимум. Намената на законот е да не упати на Христа. Римјаните 10.4 вели дека Христос е почетокот и свршетокот на законот. Зборот свршеток на грчки е телос. Телос не значи само крај, туку значи исполнување или цел. Што значи законот е тука да ни покаже дека сме грешни и дека ни треба спасител. Законот не е спасител. Законот е мерило на праведност. Законот се принципи, вредности. Ама тие не може да не спасат. Тие всушност ни велат колку нам ни фали. И ни фали толку колку што никогаш самите не можеме да постигнеме. И затоа ни треба Христос. Затоа ни треба спасител. Значи, законот е тука за да ни каже дека ни е потребен спасител. Конечно, законот е наменет за слободни луѓе. Преамбулата на 10 заповеди вели не сте повеќе робови. Затоа ви требаат 10 заповеди. Потоа Јаков 1.25 вели дека тоа е закон на слободата. Законот и спасението. Божиот закон не е спасител, туку Христос е спасителот. Бог не спасува во гревот, туку од гревот. Значи, Божиот закон не е наш спасител. Христос е спасителот. Бог не спасува во гревот, туку од гревот. Оно што нам денеска ние го дискутираме помеѓу различни христијански верски заедници, тоа се дискусии кои постоеле со векови наназад. И луѓето кои велат, окей, Христос е дојден, законот не важи, една наивна позиција и се вика антиноминализам. Меѓутоа, Христос нас не спасува од гревот, за да живееме во грев. И не спасува во грев. Христос е како лекар. Доаѓаме на лекар, срцето или било кој друг орган не работи добро, добиваме терапија, пратиме терапија, оздравуваме и лекарот ни вели, а сега, што? Лекарот ни вели, супер, работеше терапијата, ти па врати се на стариот начин на живот. Па живе онака како што се живеел претходно. Ја верувам дека не постои ниту еден лекар на овој свет. Нормален, морален, етички настроен, кој ќе ви каже, едва и ти излекувавме, затоа промени го својот начин на живот, за да повеќе не дојдеш во оваа ситуација. Исто и со Бог. Јас те спасувам и ти уживаш дар на спасение, ама не се враќа на стариот начин на живот. Тоа не ти е потребно. Ја те спасувам од гревот, а не во гревот. Бог не сака да продолжиме да живееме во гревот. Во Јован 8 глава на Христа му е донесена една прелюбница, фатена во прелюба, има сведоци, све е легално, и тие му велат, направи прелюба, треба да се каменува. Каменувањето е исклучително грда работа. Јас никогаш не сум гледал каменување, но сведоците велат дека е тоа страшно и дека луѓето умираат со страшна смрт. И Христос им вели, добро, кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Нормално, никој не фрла камен, луѓето заменуваат. И Христос и вели, жено, каде се оние кои те осудија? И таа вели, ги нема. И Христос вели, јас не те осудувам, оди и не греши повеќе. Значи ја спасил. И не нема врска. Врати се веднаш во стариот начин на живот. Се имаш бланко кредит тоа да го сториш. Јас знам дека кај нас луѓето постојат оксиморонски идеи. Да речеме, во 15 век Римокатоличката црква воведува индулгенции или опроштајници. Римокатоличката црква во тоа време, а и денеска, верува во нешто што се нарекува богатство на црквата и спасението, официјалната доктрина на Римокатоличката црква за спасение се вера и дела во исто време. Значи, вера и дела мора да постојат. И црквата вели постои богатство на црквата. Бидејќи светците се луѓе кои припаѓале на црквата,
Светци биле сите оние кои имале многу повеќе добри дела од лоши дела, што значи останале вишок на добри дела, и ако купите индулгенција, добивате добри дела и на тој начин додавате на вашата вера и гревовите се простени. И сега постоеле проститутки кои се проституирале да заработат пари за да си купат индулгенции. Безсмислена работа. Уште еднаш, анатомија на 10 заповеди. Темелот се вредностите љуби го Бога и љуби го ближниот свој. Непроменливи. Формулираните вредности се принципи изразени како 10 заповеди. Непроменливи. Примената на 10 заповеди се правила кои се променливи поради околностите и начинот на живување. Практикување на заповедите. Практикувањето на заповедите ни го разубавува животот. Ево ви еден доказ. Дозволете да ги прочитам овие стихови и додека пратите што размислувам, замислете како вашето семејство би изгледало, вашето работно место, нашата земја, локалната црква. Текстот вели: не крадете, не лажете го и не мамете го својот ближен. Не колнете се лажно во моето име и не осквернувајте го името на твојот Бог. Јас сум Господ. Не искористувај го твојот ближен, ниту го ограбувај. Платата на наемникот нека не остане кај тебе до утрото. На братучет ми македонски железници му должат плата повеќе од 10 години. Мислам дека никогаш нема да му ја вратат. Како ли би изгледал овој свет и оваа држава кога платата на наемникот не би останала кај работодавачот ниту една ноќ? Не проколнувај го глувиот, ниту ставај пречка пред слепиот, бој се од твојот Бог, јас сум Господ. Не праведе неправди во судот, не биди пристрасен кон сиромашниот, ниту попуштај пред големиот. Суди му по правда на твојот ближен. Не разнесувај клевети меѓу твојот народ и не станувај против животот на твојот ближен. Јас сум Господ. Не мрази го твојот брат во твоето срце. Должност ти е да го кориш твојот ближен, така да не ќе паднеш во грев заради него. Не се одмаздува и немај злоба кон синовите на твојот народ. Љуби го ближниот свој како самиот себе си. И Бог завршува: а јас сум твој Господ. Затоа, кого и што бираме во животот е многу битна работа. Бог е извор и темел на сите добри работи во овој живот. Бог е извор на секоја вистина и вистински пат. Дали го бираме Него и Неговиот пат? Тоа е прашање на кое се одговара секој ден. Меѓутоа, добрата вест е дека вечерва сме живи и здрави и во состојба сме да кажеме да Господе и да му кажеме да на Господа и да го следиме. Амин.